Председателот на владата Зоран Заев по покана на народниот правобранител и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија го посети казнено-поправниот дом Идризово. Според Заев, срамно е за Република Македонија што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на животот на лицата кои се осудени и издржуваат казна. Ова денеска очекувам да отвори дебат пред институциите кои што се надлежни, многу често повикани и од Народниот правобранител, и од Хелсиншкиот комитет, и од многу други граѓански организации, активисти. Многу често нашите сограѓани кои што издржуваат казна знаат да испратат апел и порака преку социјалните медиуми, испраќајќи слики на самите услови или слично. Токму цело тоа беше причината денеска да бидеме овде. Ако според стандард треба да има 850 затвореници, посочи премиерот Заев, во Идризово има 1850. Тоа само по себе кажува какви последици повлекува. Тоа на слабите здравствени услови е дополнителен проблем, а зборуваме за здравје на луѓе. Храната веројатно е дополнителен проблем со самата бројка, која што исто така лошо. Луѓето кажуваат дека морат, за да имат колку толку минимум неопходен оброк и квалитетна храна, додаваат од дома преку пакети носени овде, дел си готват од храната овде. Изборувам до крај отворено, заради тоа што ова е навистина надвор од секој хуман аспект на организирање на отслужување на затворска казна. Според премиерот, едно од решенијата е законот за амнестија, тема која, како што рече, е веќе отворена, а Народниот правобранител и Министерството за правда имаат своји мислења. Ќе го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесат одлуката, соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови, сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Заев изрази увереност дека владата и парламентот се подготвени за брзо решавање на лошите и нехумани услови во затворите.